Сега ќе продолжиме со проучувањето на ковчегот на Заветот, само тој предмет, најсветиот предмет во светилиштето, кој што и ден денес постои, но е сокриен. Многу векови е сокриен, 2500 години, над 25 века. Постојат разни теории за тоа каде може да се наоѓа, но сите тие до сега испадна или невистинити, или недокажани. Ке отвориме сега во посланието до евреите во 9 глава. Директно во 9 глава. Јас ке сакам да ги имам и двата превода пред очи. Ке почнеме да читаме од првиот стих. Послание до евреите, 9 глава. Почнем да читам од првиот стих. Секако, според Константинов, а така во другиот превод, и првиот завет имаше наредби за богослужение и земно светилиште. И тука би сакал уште еднаш да го нагласам следново. Земното светилиште е светилиште на првиот завет. Кој е првиот завет? Стариот. Да, ние не ги читавме са бајле овие стихови од вториот дел од 8 глава. Апостол Павле Стариот завет од Синај, Синајскиот завет, го нарече прв завет. Тоа, ако се вратиме во 8 глава, 7 стих, значи ја го прочитав 6-тиот, утрово, каде што се вели дека подобриот завет, Христос е посредник на подобриот завет, кој што е озаконет врз подобри ветување. И веднаш 7 стих вели, зашто ако оној првиот завет беше без недостаток, нека се бараше место за вториот. Кој е првиот завет, или оној што има недостаток. И сега ги цитира познатите зборови од книгата на пророкот Еремија, зашто укорувајки ги им вели, ете идат денови, вели Господ, и ке склучам нов завет со Израелевиот дом и со Јудиниот дом. Ова се зборовите кажани преку Еремија. Не онаков каков што случив со нивните татковци во оној ден кој ги зедов за рака, за да ги изведам од египетската земја, зашто тие не му останаа верни на мојот завет. Затоа вели дека ги укорува. Со овие зборови, кажани преку пророкот Еремија, Господ го укорувал својот народ. Во што го ги укорувал? Што не останаа верни на мојот завет. Тие не останаа верни на заветот, кој што бил склучен со нив на Синај. И јас не се погрижив повеќе за нив, вели Господ. Зашто ова е заветот со кој ќе го заветувам Израелевиот дом во оние денови, вели Господ, ќе ги вложам своите закони во нивниот ум и ќе ги напишам во нивните срца. Јас ќе им бидам Бог, а тие ќе бидат мој народ. И ниеден веќе нема да го поучува својот ближен и ниеден својот брат велејки познај го Господа, зашто ќе ме познаваат сите, од малиот до големиот меѓу нив. Зашто ќе бидам милостив кон нивните неправди и нема веќе да се спомнувам за нивните гревови. И последниот 13 стих од 8 глава, значи тука завршува цитатот од Еремија, а во 13 стих коментарот на самиот апостол, а кога вели нов, мислејќи на новиот завет, а кога вели нов, со тоа го прогласил првиот за што?
за застарен. Значи, првиот завет е стариот завет. Логично. А се што старе и оветвува, не е далеку од исчезнувањето. Другиот превод вели, се што е старо и застарено, близо е до исчезнување. Така ја довршивме сега и 8 глава и докажавме дека зборовите во првиот стих, дека првиот завет имаше наредби за богослужение и земно светилиште, значи дека земното светилиште било светилиште на стариот завет. Според тоа, ова беше прашање за кое што сакам сите да размислуваат, и тие што во иднина ќе ме гледаат и веќе не гледаат во моментов преку интернет. Во називот ковчегот на заветот. Зошто ковчегот така се вика? Зошто се вика ковчегот на заветот? На кој завет се мисли? Размислувајте. Зошто ковчегот се вика ковчег на заветот? Или, ако веќе така се вика, ковчегот на заветот, на кој завет се мисли? Во 9 глава првиот стих, да се посетиме што еднаш, што вели тука апостолот. Некогаш некои работи треба да се повторуваат, дури кога се очигледно јасни. Зошто? Затоа што постојат некои вистини што треба да произлезат меѓу редови на кажаното. Значи, со други зборови, некогаш треба да повторуваме некои зборови, дури ако пред малку сме ги прочитале, одново да ги прочитаме, за да стане појасно. Па што има да стане појасно? Повторното читање со поголемо внимание, со повеќе размислување, може да открие нешто што во првото читање не сме го забележале. Сте имале такво искуство? Во личното читање на Библијата сте имале такви искуства? Значи, во првиот стих, апостолот уште еднаш вели дека и првиот завет имаше наредби за богослужение и земно светилиште. И потоа во продолжение го опишува тоа земно светилиште. Што било, какво било, од што се состоело. Ајде да го прочитаме и ние тоа. Значи, вториот стих. Зашто беше приготвен, Константино вели првиот дел на шаторот, во вториот стих, во кој беше светилникот и трпезата и положените лебови, што се вика светина. Што се вика светина? Првиот дел од шаторот. Од кој шатор? Од земниот. А тој земниот шатор е светилиште на кој завет? На првиот, така? До сега логично е? Логични се овие заклучаци? Пропуштаме нешто? Грешиме во нешто? До сега логично. Значи, првиот дел светина, во кој што имало што? Светилникот и трпезата со лебовите. Е првиот дел од земниот шатор, а земниот шатор или земното светилиште е светилиште на првиот завет, а тоа е стариот завет. Според тоа, светилникот и трпезата што биле во земното светилиште, како предмети, па и посветените лебови на трпезата, па и се што било во предворието, жртвеникот, мијалникот. Што биле тоа? Елементи на земното светилиште, од кој завет? Од првиот завет, односно од стариот завет. Третиот стих. А зад втората завеса на шаторот беше другиот дел наречен светина над светините.
што имаше во второто одделение. Овде Константинов вели со златниот жртвеник за кадење и ковчегот на заветот. И се тука се постави дилемата и ајде, за да не бидам досаден, сакам вие да размислувате. Прашање. Каде се наоѓал кадилниот олтар или златниот жртвеник за кадење? Пред или после завесата? Дали апостол Павле го става после завесата? Овде во 3 стих? Во 4 поточно. Дали го става после завесата? Дали го става во светињата на светињите? Туку малата каделница. Малата кандилото, малата каделница. Знатата каделница. Затоа ја сакам да ги имам и двата превода пред себе. Во ревидираниот превод, 4 стих гласи вака. Во неја, мислејќи на вториот дел, светињата на светињите, од 3 стих, во неја, значи во светињата на светињите, се наоѓаше златната кадилница. Значи не олтарот, туку кадилницата. Но интересно е што во првиот дел, значи во вториот стих, во првиот дел пак не се споменува кадилниот олтар, туку само светилникот и трпезата со предложените лебови, изложените лебови. Па затоа се создава забуната дека што споменува кадилница или тука според Константинов жртвеник за кадење, дека тука и Константинов значи бил малку заведен да мисли дека апостолот го става самиот олтар за кадење во второто одделение, а не во првото пред завесата. Но размислувајте малку за ова прашање, што е точно. Дали кога ќе го читаме Стариот Завет, може да разбереме каде се наоѓал кадилниот олтар. Ова е споредно прашање, бидејќи мојата тема е ковчегот на Заветот. Но затоа велам размислувајте, дали според Старозаветната Библија, според законот Мојсеев, можете да откриете каде, да докажете каде точно се наоѓал кадилниот олтар, односно кадилниот жртвеник, дали пред или после завесата. Веќе со ревидираниот превод апостол Павле појаснува на што мисли, но одиме понатаму, бидејќи тоа патем речено не ни е главната тема. Значи, Константинов зборува за, го спомена златниот жртвеник за кадење и потоа го споменува ковчегот на заветот, а тоа е предметот на нашата тема, ковчегот на заветот, опкован со злато од сите страни. Во кој, во што, во ковчегот, беше што? Златниот сад со мана. Тука имавме прашање од брата Раде, зошто го снемало овој сад? Во некои библиски текстови, во Стариот Завет конкретно, не се наведува златниот сад со мана внатре во ковчегот. Не се споменува. Прво треба да внимаваме, ако нешто не се споменува, не значи дека го нема. Пример, само што се соочивме со пример, дека во целото прво одделение од шаторот, апостолот не го спомена кадилниот олтар, односно жртвеникот, а не значи дека го немало. Во вториот дел споменува златна кадилница, но може ли кадилницата да функционирала без да постои кадилниот олтар пред тоа? Од каде свештеникот или првосвештеникот во случајот ќе ја наполнил кадилницата
со темјан, ако не горел темјан на кадилниот жртвеник, односно на кадилниот олтар. Значи, ако нешто не се споменува, тоа е општо правило, тоа е логично правило во не само за Библија, за било каде во општеството, во правото, на суд. Ако нешто не се споменува, не значи дека го нема. Само значи дека не е споменато, дека не било во моментот не било од интерес да се спомене. Или тоа се вика аргументум екс нихило. Не може да биде аргумент, ништо, само затоа што не се споменува нешто. Не значи дека го нема ако не се споменува. Тоа не е аргумент. Но, сепак е интересно што кога го дава описот на земното светилиште овде во Новиот Завет, во посланието до евреите, апостолот споменува дека внатре во ковчегот на заветот, опкован со злато од сите страни, се наоѓаше златниот сад, или, како што го нарече Андреј Орешано лани, златното лонче, мислам го нарече така беше. Мислам дека така гласеше името на една од неговите проповеди во мај месец, последен пат. Златниот сад со мана и со расцутениот Аронов жезол, и тој бил внатре во ковчегот. Така? И најважното нешто, што? Плочите на заветот. И сега го прашам, зошто ковчегот на заветот се вика така? Зошто се вика ковчег на заветот? Затоа што во него биле плочите на заветот. Сега плочите на заветот, на кој завет се однесуваат? Ако целото светилиште е светилиште на Стариот Завет, плочите на заветот, на кој завет се однесуваат? Знаете зашто го поставувам прашање? Инаку уживам да поставувам предизвикувачки прашања. Затоа што сакам луѓето да размислуваат. Денес повеќето христијани би рекле 10 заповеди тоа се Стар Завет. И може да ги цитират и овие зборови, што ние ги читаме сега. Многу полесно може да го цитираат Мојсеја, кај што во Второзаконие Мојсеј, кога им се обраќа на синовите Израелови, вели: ова е заветот што Господ го склучи со нас на Синај, на Хорив, 10 зборови, вели, 10 слова. И некој рече, значи, Синајскиот завет, Мојсеј, самите 10 заповеди ги нарекува заветот што Господ го склучи со нас на Синај. И потоа размислуваат и велат, значи, ако е тоа Стариот Завет на Синај, а тој завет биле 10 заповеди што Господ ги објавил од Синај, значи 10 заповеди се Стар Завет и не се важни за нас кои што живееме во другиот, во Новиот Завет. Така? Не е така. Зашто? На тоа прашање одговоривте предпладнево, бидејќи се што постоело во земното светилиште и целото земно светилиште биле што? Слика, копија, образец на што? На она што се наоѓа горе, големиот оригинал, небесното светилиште, небесниот храм и се што се наоѓа таму. И кој елемент го прочитавме во Откровение како составен дел, како предмет, главен предмет и на небесниот храм, небесното светилиште, се отвори храмот, вели Јован, и се покажа ковчегот на заветот. Сега, ако небесното светилиште е светилиште на кој завет? На новиот. И во тоа небесно светилиште постои ковчег
на заветот. На кој завет е тој ковчег? По таа логика. На новиот завет. Зашто е ковчег на новиот завет? Дали во тој ковчег се наоѓаат плочи со 10 заповеди? Во небесното? Според оригиналот, да. Иако во Откровение конкретно не се споменуваат плочите, а ги споменува Елена Вајд во незините визии, во рани списи, па кажува таму како првите 4 заповеди светеле посилно од последните 6, а четвртата светела уште посилно од сите. Сепак, оно што го прочитавме во 8 глава, дека самото земно светилиште и се што било во него, било копија од небесното, можеме ли да кажеме со сигурност дека и во небесното светилиште навистина постои ковчег во кој што има плочи со 10 заповеди? Можеме да кажеме со сигурност. Според оно што го читавме во 8 глава, можеме да кажеме со сигурност. Но зашто не се специјално нагласени плочите во ковчегот на небесното светилиште? И тука има одговор зашто е тоа така. Затоа што новиот завет не ги нагласува плочите од камен. Бидејќи прочитавме во што се состои новиот завет, што Господ го најавил уште во времето на Јеремија, што моите закони ќе ги вложам и ќе ги напишам во нивните срца. И затоа апостол Павле дава пошироко објаснување во второто послание до Коринтијаните. Разликата, таму во 3 глава, разликата помеѓу напишаното слово на камен, на камени плочи, што служило за смрт, и напишаното слово во месните плочи, во срцата, кое што дава, ова второто дава живот, а не смрт. Огромна разлика. Значи, ако речеме дека старозаветниот ковчег на заветот бил ковчег на Стариот завет, бидејќи се вика ковчег на заветот, па ако прашаме на кој завет, на Стариот, тогаш небесниот ковчег, што го прочитавме во Откровението, небесниот ковчег на заветот е ковчег на кој завет? На новиот, затоа што целото небесно светилиште, целиот небесен храм е светилиште на новиот завет. И која е разликата меѓу Стариот и новиот? Дали во Стариот имаме еден закон, а во новиот имаме некој друг закон, различен од овој? Не, туку Господ вели истиот закон, само што разликата е каде е тој закон напишан. И во новиот завет е запишан на камени плочи, што се наоѓаат во небесниот ковчег, во небесното светилиште. Но разликата меѓу новиот и Стариот е што во новиот не се запишани само на камени плочи, туку каде? И во човечките срца. Тоа е една прекрасна тема, која што, кога би ја разбрале во сите нејзини димензии, широчина и длабочина, тогаш навистина би го разбрале во суштина новиот завет. А кога тоа би го разбрале во суштина, ние навистина ќе престанеме да грешиме, бидејќи Господ рече дека нема една од последиците на новиот завет, кога законот негов ќе биде напишан на човечките срца, нема повеќе еден да му вели на друг познај го Господа. Зошто? Зашто сите од голем до мал, сите помеѓу нив ќе ме познаваат и ќе бидам милостив кон нивните неправди и нема веќе да си спомнувам за нивните гревови. Колку прекрасно. Сега. Значи, задржете го ова прашање, кое што
ке го одговараме, ако даде Господ живот и здравие, следната сабота предпладне. Пред да продолжиме со останатите текстови за ковчегот. Дали во старозаветниот ковчег, кој што постои се уште ден денес скриен некаде во некоја пештера, и не ни се кажува повеќе каде точно, дали во него се уште има златен сад со мана и Ароновиот жезал, или тие таму веќе не постојат, односно ги нема? Нека остане како прашање за размислување. Ако имате време и интерес и за лично проучување во текот на престојнава седмица, се до следната сабота наутро. Сега. Застанавме кај 5 стих во 9 глава. Значи, последното што го прочитавме во 4 стих, во ковчегот на заветот опкуван со злато од сите страни, се наоѓа златниот сад со мана и со расцутениот Аронов жезал или стап. И плочите на заветот, најважното нешто. 5 стих. А над него, над што? Над ковчегот. Над него херувимите, овде вели, тоа е македонската множина, херувим е еврејската множина, од керув во еднина. Да речеме и ние херувимите по традиција велиме. На славата, кој го засенува поклопецот на помирувалиштето, а за се ова сега не може да се зборува подетално. Добро. До тука беше и нашиот интерес од посланието до евреите 9 глава за оваа тема. Сега, за ова не може да се зборува подетално, рече апостол Павле, а каде можеме да најдеме детали? Можеме ли ние да зборуваме подетално за ковчегот конкретно, не мора за целото земно светилиште, за целото земно светилиште ќе слушаме друг пат. Кога брат Броче ќе продолжи со светилиштето. Но сега се задржувам само на ковчегот. Имаме време да отвориме во Стариот Завет вечерва. Или времето не сгази. Ај барем да отвориме само барем на почеток во Излез, втора книга Мојсеева, 25 глава, каде што првпат се споменува ковчегот на заветот, уште не направен. Таму првпат се заповеда неговата изработка. Значи, Излез или втората книга Мојсеева, 25 глава. Каде го наоѓаме ковчегот? 10 стих. Излез 25 глава, 10 стих. Нека направат ковчег од багремово дрво. Тоа е дрвото ситим, багремовото дрво. Во некои преводи дрвото ситим беше, нели? Добро, ние знаеме што е багрем. Едно многу досадно дрво.
Толку мака ми беше да ги корнам тие багреми на матка. И било каде, од ништо нешто растат. Од ништо нешто крадат и цицаат земја и нејзините ресурси. Значи, ковчегот е изработен од бакремово дрво. Скоро све во светилиштето. Се прашувам дали во пустината растеле толку многу багреми наоколу. Од каде го нашле тој материјал за градење на ковчегот? Следната сабота ќе видиме, да. Но, зашто сакам јас да ги нагласам деталите на не на целото светилиште, туку конкретно на ковчегот, нашата тема. Видите, ковчегот на заветот е еден конкретен предмет. Многу конкретен предмет. Точно или неточно? Што сакам да кажам? Ако некој тврди, како што имало такви тврдења минативе децении многу, да не слушавме од професорот една теза дека наводно се наоѓа во Етиопија, кај што наводно некој таму во некој етиопски храм го крие под клуч и така натаму. Зборот ми е друга верзија дека се наоѓа на Храмската гора, под храмот, внатре, значи под земја на Храмската гора. Па множина и таму копаат. Храмската гора е многу раскопана инаку. Има многу подземни тунели под неја, каде што од некои причини нешто таму се трага. Што се трага, може да погодите. Трета теорија е дека се наоѓа на планината Небо, од каде што Мојсеј ја наблюдувал ветената земја. И може би се чуделе за разни други теории, каде се може би се наоѓа ковчегот на заветот. Не е битно. Битното е ова. Ако некој тврди дека го нашол ковчегот на заветот, и дури ако не постои фотографија, видео, снимка, да биде снимен, да биде виден, па потоа прикажуван низ целиот свет, ковчегот. Дури и да дава само усмен опис со зборови како изгледа ковчегот, некој што тврди дека го видел, како што Рон Уајат тврдеше минатиот век, пред 40 години и подоцна, тогаш тој опис, за да биде вистинит, и за да биде вистинита тезата дека е најден ковчегот на заветот, описот или сликата или снимката што ќе ја дадат, мора во сите детали да одговара на што? На описот што го читаме во Библијата. Значи, ако се најде предмет за кој што се тврди дека тоа е ковчегот на заветот, и ако речат, например, речеме некои новинари, од каков материјал е направен? Па он е позлатен од озгора, меѓутоа е направен од дабово дрво, ако ви речат. Дали е тоа? Не. Значи, разберете зашто сакам да ги нагласам деталите. Прво треба да се запознаеме со ковчегот, според библискиот опис, каков бил, каков изгледал, колкав бил, со сите негови детали, од каков материјал бил направен, кои му биле димензиите. Значи, ако речат дека е, да речеме, 2 метра широк, што ќе направите за да го проверите тој податок, тој исказ? Ќе отворите во Библијата, ќе отворите во Излез, ќе отворите секаде каде што е даден опис
и ќе проверите дали е тоа така и дали е тоа точно. Значи, направен од бакрамово дрво, долг 2,5 лакти, широк лакот и пол и висок лакот и пол. Ги разбирате овие мерки? Добро, сите немаме исти лакти, така. Во древноста, лактот, во библиски времења, лактот бил стандардизиран. И постоеле два вида на лакти. Египетскиот царски лакт, кој што бил подолг, и постоел другиот, обичниот лакт, да го наречам така условно еврејскиот лакт, бидејќи евреите го често го користат него, кој бил малку покус. Но тука времето не сгази. И кај што застанавме тука, значи излез 25 глава, ќе продолжиме следната сабота претходна, ако даде Господ живот и здравие. Конкретно објаснување за изгледот, квалитетот, значи материјалот, го споменавме, и димензиите, објаснувањето на лактите и димензиите на ковчегот, пред да продолжиме понатаму со описот на истиот во Мојсеевиот закон.